Гран При Скопје е најмасовниот меѓународен настан во спортско стрелаштво што го организира Македонската спортска стрелачка федерација. Јордан Тасевски, председателот ова утро е гостин и најголемиот се чини виновник и за доброто и за лошото, евентуално ако нешто се случи, нели, во организацијата. Така, добро утро, ви благодарам на поканата, како и секогаш Македонската телевизија не поддржувала во нашите настани. И точно, ова е еден од најголемите настани во спортско стрелаштво што се одржува 19 пат поред и во континуитет го одржуваме без прекин, дури и кога беше и ковидот, така да организацијата е голема, захтевна и имаме гости од... Каде ќе се организира настанот? На стелиштето во Камник, на спортското стелиште во Камник, учествуваат сите љубители на стрелаштво што имаат свое лично оружје со дозвола. Сразмер мажи жени? Имаме дисциплини во секоја дисциплина и жени и мажи, значи мислам дека е 50-50 оваа година, така да кај нас се застапени многу повеќе во спортското стрелаштво жените и со подобар резултат отколку мажите, тоа може да го потврдиме со смирена рака се гледа кој има смирена рака. Посветени се. Учествуваат сите специјални единици на Министерството за внатрешни работи, армијата и досега се најавени гости од Словенија, Србија, Бугарија, Косово и Турција, мислам. Да. Малку технички околу поделбата на категориите, значи како беше 25 метри со пиштол и интересно нашето истрелиште и организација што во регионот ретко кај го има, бидејќи се пука одеднаш на 3 стејџови, значи на 3 нивоа, се пукаат одеднаш на пиштол 25 метри и револвер, пукаат на 100 метри, пукаат на 200. Со обична пушка и со снајперска, не? Да, а на 200 метри од висински на спрат пукаат на 200 и на 300 метри со снајперска пушка, така. Има ли некои резултати кои што се забележителни за да не бидеме претенциозни? Ама да кажеме прво за регионот, па потоа и за пошироко. Па редовно нашите македонските натпреварувачи ги победуваат странските, победуваат и дел од специјалните единици на МВР, исто така се многу добри и на армијата, така да различно е секоја година. Добро, значи како народ сме подготвени да си го одбраниме своето. Да, масовно се развива спортското стрелаштво и млади деца како што си во олимписките дисциплини во воздушно, во трап, глинени гулаби. Добро, кои се ограничувањата за да може, веќе спомнувате и по млади деца, така, кои се ограничувањата за да може да се донесе младо дете на... Над 15 години заедно со својот родител, нели, и оружјето може да учествуваат секаде во светот, така и кај нас, а на помали години со воздушно... А за да се надпреварува? Може да се надпреварува, да, слободно, и на помали години од 9-10 години може и помали, започнуваат со воздушно оружје, што е олимписка дисциплина, нели, и во изминативе неколку години се докажавме во Токио, ја бев, нели, како тренер со Боријан Вранковски, државен рекорд таму поставивме со Анастасија Мојсовска минатата година во Париз и продолжуваме да развиваме и други млади стрелци. Сега има Мартин Ангелески со нов државен рекорд кој е на ниво на светски резултати, се очекува во Минхен светскиот куп сега во јуни, а потоа и олимписките игри, нели, Европски младински олимписки фестивал поточно во јули кој се одржува во организација на Македонскиот олимписки комитет. Паралелно течат подготовките и баш сакавме да ве прашаме за дисперзија на спортското стрелаштво низ главниот град, да речеме, добивте една локација убава. Па таа ја споменавме како локација, нели, во гостувањето после Париз и успеавме со општина Карпош и градоначалникот и сите советници им се заблагодаривме што ете ни ја доделија салата Партизан повторно да биде како национален тренинг центар, тоа што го замислувавме со воздушно оружје, олимписка дисциплина и таму ќе се одржуваат олимписки младински европски игри, нели, фестивал. И веќе сме во подготовки таму една година и влегуваме во финиш каде што ги чекаме само најсофистицираните електронски мети кои што ги набави со помош на Светската и Европската стрелачка федерација и дел ние плативме со помош огромно и поддршка од Министерството за спорт, така да спремни сме во јули од 18 до 25 да се покажеме како добри домакини. Полесно е кога си има поддршка од институциите, нели? Па ја и тогаш спомнав дека не се сомневам дека ќе имаме поддршка, така да голема поддршка имаме за разлика од минатите години и мислам дека тоа треба да го оправдаме и покажеме со резултати и дела. Добро, Младински олимписки комитет за стрелаштво за прв пат учества на Младински олимписки игри. За очекувањата какви ви се?
Учествуваат деца од 15 до 18 години, имаме 4 учесници, 2 девојки со пушка и пиштол и две деца или машки со пушка и пиштол. Има неколку дисциплини, поединечно пукаат и пукаат микс и пукаат како парови, така да очекувам дека ќе направиме добар резултат. Интензивно сега во јуни и пред почетокот ќе се подготвуваат. На нив ќе бидеме посветени и се надевам дека ќе достојно ќе настапат со солиден резултат. Велите стрелаштвото е во подем, тоа значи дека има голема заинтересираност за оваа дисциплина? Заинтересираност има голема, има 28 клубови, исто и низ цела држава се активни клубовите и масовно можам да кажам дека е за 50% е зголемено од пред 2020 година масовноста во нашата лига на стрелаштво, каде што имаме 5 купови државно првенство, активна лига. И тоа е доказ дека младите пукаат. А споменавте дека тука е некаде бројот меѓу дамите и мажите, се зголема бројот на дамите кои што сакаат да се занимаваат со спортско стрелаштво или се намалува бројот на мажите? Се намалува бројот на мажите, дамите се позаинтересирани и попосветени, машките не знам што се случува искрено. Јас како тренер и активен спортист над 30 години, од 8-9 годинки јас имам почнато, на сегашни 41 и мене ми е тоа чудно, кај машките повеќе ги интересира компјутери, телефони, а женските ги интересира оружје. Добро, кој се ова треба да каже нешто или вака ќе погледнам дискретно? Не, јас мислам дека добро, секој индивидуално според сопствениот сензибилитет нели се одлучува. Се мене малку само нели тој момент со децата малку ме вознемирува, еве добро како мајка, претпоставам дека треба согласност и од мајката и од таткото, тоа од двајцата беше родители, да, и следното така? прашање, споменавте да се осврнеме малку на темата, сега имавме на нели непријатна вест денеска прочитавме за пресудите во Рибникар, она што се случи поврзано е тоа со оружјето. Што очекуваат децата? Малку педагошко прашање, да. И тогаш и на многу емисии и телевизии дека од спортското стрелаштво ниту па од спорт излегол некој што направил проблем. Така да тоа се психолошки делови, треба луѓето ги разграничат психолошки и спортски. Чисто на гледачите да им го представиме моментот, тоа сакам да го напоменам. Спортот само да произлезе само позитивна личност. Позитивно. Што е она што децата го очекуваат кога ќе дојдат на спортско стрелиште? На спортско стрелиште пукаат со мали воздушни пушки, значи со диаболи и претпоставам дека разговарате со нив, ги внесувате во материјата, им се објаснува. Цело време има со нив инструктори и можам да ви кажам дека во стрелаштвото немало повреда. 100 години назад и никогаш, а во другите спортови има повреди како што знаете. Така да кај нас немало нити инциденти, нити во општеството некој од стрелаштвото злоупотребило на што го стекнало, да. А децата може да се стекнат само со подобра концентрација, фокус, смиреност. Сме имале и деца хиперактивни што станале многу подобри со карактер и може само позитивни работи да се очекуваат. Познавам едно хиперактивно дете кое што можеби ќе ги посети овие позиции. Во ред, мислам дека најавивме се, така? Да, што се однесува до настаните. Календарот само да го споменеме за лигата, државното првенство и така натаму. Друго нешто ќе има некои други настани после летниве олимписки. Гран при Скопје викендов се одржува нели сабота и недела. Во недела е официјалното отварање. Се спремаме за светскиот куп во Минхен, каде што ќе учествуваме со 20 стрелци, како што кажав Мартин Ангелевски и Никола Блажевски. Потоа се посветуваме на олимписките игри, младински нели европски олимписки фестивал и потоа имаме светско првенство во октомври. И Јована, да го искористам гостиното дека е тука, Лос Анџелес не интересира, бидејќи олимпискиот циклус како беше почнува уште пред да завршат олимписките игри на кои што се надпреварува актуелно надпреварувачот. Во фаза ли сте на планираме, се спремаме, а после нова година интензивно ќе се одлучува кој како ќе се поттикнува или посветиме да се поддржува. Јордан, ви благодариме. Благодарам на поканата, како и секогаш што не поддржувате и се надам се гледаме за убави вести.